На почетокот би сакал да ви поставам едно прашање во поглед на темата која што ќе имаме. Дали има меѓу вас некој кој што не знае да вози велосипед? Менка? Добро, може би тие времења потешко се доаѓало до велосипед. Интересно е што јас научив, научив тогаш кога нозете ми беа доволно долги за да можам да се потпирам на земја за да не паднам. Значи тоа беше негде 7 оделение. Бев 7 оделение и тоа кога се учев прв пат, мислам нормално претходно сум возел на 3 тркала, нели, како малецок, ама тоа не е, значи не мислев на таков велосипед, таквиот секој знае и може да го вози. Значи в 7 оделение и тоа на пони, оние пони, точно си ги знаете, тие малеци, помалите, пони ги викавме ние. И ви кажав, значи, на таа возраст, кога едноставно можев, ако се занишам, да можам да се потпрам на своите нозе. Значи, што знам, може би бев некако страшливец во тој поглед. Има некои работи кои што никогаш не ги научив во животот. Не научив да пливам. Така да, ако ме фрлите во некоја поголема вода, тешко мене. Меѓутоа па и нема човек кој што знае се, нели? Може да има уште време и да научам, иако се трудеа многу околу мене да ме научат, ама ете не успеа, веројатно повторно. Може да сум страшлив од вода. Но, знаете, има луѓе кои што, имаше еден во Свети Никола и тоа во поодмината возраст малку, може некој 40 и нешто, значи тоа е во периодот кога јас бев тинејџер тие години, нешто знаеше да го вози велосипедот, нешто знаеше и без раце да вози, туку дури седнуваше на рачките и го возеше наназад. На рачките седеше, значи не на седиштето. И го возеше, вртеше наназад, односно, нели, напред вози на некој начин велосипедот, меѓутоа испаѓа наназад во однос на неговата положба. Значи, ете луѓе кои што до таа мера го усовршиле тоа нешто. Кога ќе кажете во наш денешен, значи, термин или жаргон, значи, возите велосипед без раце, тоа значи дека толку многу сте совладале таа техника на возење. Значи, едноставно ви е толку лесно да владеете со велосипедот. Да. Ке видиме на почетокот каде овој израз без раце се споменува во Библијата и што би значил. Затоа испомнав некако во контекст за да влезе она дека не многу раце се крена за време на поуката, значи помина без раце, да кажем така, без не многу раце. Но еве ќе отвориме за почеток, значи првиот почетен стих ќе ни биде во Јов. Јов 34 глава, 20 стих. Јов 34:20, да видиме во кој контекст се користи овој израз. Умираат во еден миг, среде глува ноќ, народите се брануваат, поминуваат, мокните паѓаат без човечка рака. Зашто неговите очи се над човечките патишта и тој го гледа секој негов чекор, нема таков мрак и ниту смртна сенка каде би можеле да се скријат оние што прават неправда. Овие стихови ни кажуваат, ни зборуваат во контекст на тоа кога неправедните ќе ја добијат својата заслужена казна, на кој начин, значи, сето тоа се случува без никаква човечка интервенција. Значи, изразот без човечка рака, без рака, значи дека човекот нема никаков удел. Тоа е Божие дело. Колку и да е чудно тоа дело, сепак Бог ќе ги на некој начин екзекутира. Значи. Тоа значи, паѓаат мокните без човечка рака. И денеска има многу такви кои што придобиваат мок и се уште повеќе и повеќе придобиваат, значи едноставно
веројатно гледаме на глобално ниво кон што се движи светот. Моќта да биде во раците на неколкумина, а сите други да бидат робови. Меѓутоа, еве за жал, таквите доколку не се обратат, како ќе завршат. Значи, нема да им пресуди човечка рака, туку токму Бог. Значи, изразот без раце, значи без човечка интервенција. Еве некои други стихови. Ќе отвориме во оние познати добро проучувани, верувам, глави од Данило, значи книгата на пророк Данило, каде што е опишена повторно човечката историја, знаете, преку кипот што го видел на сон на Навуходоносор, Бог му е опишал целата човечка историја до самиот крај. И да не спомнуваме, значи, златна глава, па сребро, градите и раците од сребро, 3 стих го читам, стомакот и бедрата од бронза, нозете од железо, стапалата делумно од железо и делумно од глина. Тоа е оној стадиум во кој што човештвото, историјата на човештвото се наоѓа денеска. Делумно железо, делумно глина. И што се случува понатаму? Ги наблюдуваше. Одненадеж се одвали камен, а да не го допре рака. Па удри во кипот во стапалата од железо и глина да го скрши. Ако читаме понатаму, ќе видиме дека тој камен прераснува во една голема гора. И ние многу добро знаеме дека ова го символизира воспоставувањето на Божјето царство. Значи, после сите овие царства, сите овие избеднувања и денешната состојба на железо и глина, се одвалува, значи, еден камен кој што не го допира човечка рака, не е допрен од рака. Значи, Бог ја превзема ситуацијата во своји раце. Знаете, како и да биде, што и да биде, знаеме, и ова е едно големо храбрување дека Бог има се под своја контрола. Се има во своји раце. И на глобално ниво, па и на наше, значи, лично ниво, во нашиот личен живот. Данило 8 глава, 25 стих, овде ни се кажува за малиот рок. Значи, 8 глава, 25 стих. Заради неговата лукавост, измамата ќе успела во неговата рака. Тој ќе се вознесе во своето срце, ќе упропасти мнозина во мирно време. Значи, со своји заложби, со својата лукавост, овој мал рок ќе прелаже мнозина, ќе упропасти мнозина. Но, значи, ќе му се спротистави на кнезот над кнезовите, ама не со рака ќе биде скршен. Повторно, ќе оди до некаде оваа човечка историја, па и малиот рок, и неговите заложби за некакво се обединување, глобализација на секакво ниво, па и на религиозно, и при тоа ќе мами мнозина ќе упропасте, меѓутоа ќе дојде момент кога не со човечка рака ќе биде срушен. Повторно Бог ќе си ги преземе работите во своји раце. Без раце, значи без човечка интервенција. Да отвориме сега во Новиот Завет во Марко, 14 глава. Марко 14. Петдесет 58, знаете, многу лажни сведоци сведочеле лажно против Исуса, меѓутоа некако нивните сведоштва не се подударале едно со друго, знаете, кога еден лаже или па повеќето лажат, вие немате, значи, слагање на нивните сведоштва. Тоа е самото доказ дека го прашање е лага, и на крајот му нашле двајца лажни сведоци, кои што двајцата не било тешко да се договорат што ќе кажат во прилог против Христа. Значи, читаме во 57 и 58 стих: и некои стана и сведочеа лажно против него, против Исуса, велејки: ние го чувме како зборуваше, ќе го урнам овој ракотворен храм и за 3 дни ќе изградам друг неракотворен. Ова е интересно. Да се подсетиме на
за која ситуација останува збор? Во Јован 2 глава ќе отвориме. Јован 2 глава, не е следниот стих. Ова е после она прво очистење на храмот, што Исус го направил. И читаме од 18 стих, тогаш јудејците го праша, со каков знак ќе ни докажеш, значи ни го докажуваш тоа што го правиш? Откаде ти е авторитетот? Со каков знак ќе ни потврдиш дека имаш авторитет да направиш вакво нешто? А знаеме што сторил Исус со она прачка, значи што ја направил. Превртувајќи ги сите тие минувачки столови, маси таму и пуштајќи ги на слобода сите животни кои што се затекнале во предворието на храмот. И што читаме понатаму, значи во 19 стих, Исус им одговори и рече, разурнете го овој храм и ќе го подигнам за 3 дни. Тогаш јудејците рекоа, храмот е граден 46 години, ти за 3 дни ли ќе го подигнеш? Телесен човек така размислува, не може да ја свати воопшто духовната порака, но тој зборуваше за храмот на своето тело. И, кога воскресна пак од мртвите, неговите ученици се сетија дека го рече тоа, па му поверуваа на писмото и на зборот што Исус им го рече. Значи, Исус мислел на храмот на своето тело, дека ќе го разруши овој ракотворен храм и потоа повторно ќе го подигне, ама ќе подигне сега неракотворен храм. И сега, дали Исусовото тело било ракотворено? Значи, рековме, без раце, значи без човечко учество и интервенција, али ракотворено, значи сега се присутни рацете. Дали Христовото тело било ракотворено? Читаме во Евреите дека Бог му дал тело, меѓутоа, како Христос се родил, од кај се родил? Имало ли учество човечко во неговото раѓање? Сепак имало. Да, знаеме дека бил зачнат од Светиот Дух, меѓутоа бил роден од жена. Значи, тој ракотворен храм ќе го срушам и за 3 дни, укажувајќи на неговото потоа воскресение, ќе воскреснам, значи ќе изградам нов неракотворен храм. Дали имало човечко учество и интервенција во неговото воскресение? Не може ни да има. Како? На кој начин? Можеме ние да воскреснеме некого? Па дори на крајот вели, ќе воскреснуваме, ма ние со своји раци, со своји сили? Не. Повторно со Божја сила. Значи. Вакво нешто ќе се случи со нас. И во телесна смисла, значи кога ќе го добиеме тоа прославено тело, тоа е тоа неракотворено, тоа е тотално Божје дело, значи ќе биде, немаме никаков удел ние во правењето на тој неракотворен храм, на тоа неракотворено тело што ќе го добиеме, меѓутоа и подлабоко ова има смисла. Исус сака ова да го стори со сите нас и во духовна смисла. Еве да читаме во второ послание до Коринќаните. Значи второ послание до Коринќаните, 5 глава, 1 стих. Второ послание до Коринќаните, 5 глава, 1 стих. Зашто знаеме, ако се разурне нашиот земен дом, кој е како шатор, а на што алудира шатор? На храмот. Првин било шатор, скинија, тоа било храмот, каде што значи, се богослужело. Имаме од Бога зграда, значи од Бога, вечен дом на небесата, што не го изградила човечка рака. Сите ние сме храмови. Еднаш државме тема, која зборувавме, онаа серија која имавме за светињата, кажавме дека всушност чистењето на светилиштето горе на небесата е во она по индивидуална смисла чистење на нашиот храм. Затоа што ние сме храмови. Секој човек му служи на нешто или на некому. Или му служиме на Бога, или служиме на своето јас, на своите страсти, на своите желби, или пак може би служиме на некого друг. Некој кој што го не е идол во животот, сме го идолизирале до таа мера. Значи.
И сите ние сме храмови, односно еве тие шатори, земски. Сите ние сме направени од татко и мајка и сите ние имаме стекнато слабости, склоности од нив, па уште и, односно вродени не се тие, наследени, а уште па и стекнуваме со текот на животот. И Бог сака да направи од нас неракотворени храмови. Нешто што е вон нашиот дофат, нешто што е чисто негово дело. И како го прави тоа тој? Бог сака да направи од нас нови созданија, всушност. Сега ве потсеќам на еден стих, меѓутоа, еве да прочитаме во Колосјаните, најапред. Колосјаните отвараме во 2 глава и читаме од 9 стих. Зашто во него живее сета полнота на божеството, се мисли во Исуса, и вие сте исполнети во него, кој е глава на секое началство и власт. Во него сте и обрезани со неракотворно обрезание. Озборувавме за обрезанието, еве повторно. Во него сме обрезани со неракотворно обрезание, со соблекување на гревовното тело по обрезанието на Христа, откако бевте погребани со него, во крштение, во кој воскреснавте со него преку верата во дејството на Бога кој го воскресна од мртвите. На кој момент, зашто ни зборува овде Павле во овие стихови? Неракотворно обрезание. Крштевањето, вели се крштевте. Значи, моментот кога ние му го предаваме животот на Бога. Наново раѓањето, всушност тој момент уште го нарекуваме и наново раѓање. Тоа неракотворено обрезание е всушност нановото раѓање. Тоа е моментот кога Аврам поверувал и таа вера му се засметала за праведност. Значи, уште пред обрезанието. Обрезанието е знак на оправдувањето со вера. Значи, нановото раѓање е моментот од кога всушност Бог од нас произведува нови созданија. Прави неракотворени храмови. Тоа е она што е чисто Божие дело. Че ова ни кажува дека нановото раѓање е чисто Божие дело. Нема наш удел. Значи, праведноста, всушност, е долу рацете. Без раце. Без човечки удел, без човечка интервенција. Да читаме уште некој стих, Филипјаните 3.3. Зашто ние сме вистинско обрезание, ние кои служиме со Божиот дух и се фалиме во Христа Исуса, а не се надеваме во телото. Тоа е човекот кој што е наново роден. Вели, не од машка поход, не по тело, родениот од дух е дух. Чи роден од духот, наново раѓање, имаме еден нов, неракотворен храм, чијшто дело е чисто Божие. Ефесијаните 2.10. Ефесијаните 2.10. Имено негово дело сме. Чие дело сме? Што значи негово дело сме? Така е. Значи, имаме еден скулптор кој што направил, не знам, споменик на площад. Тоа дело е негово дело. Негово дело сме, негова творба, негов производ. Создадени во Христа Исуса за добри дела, кои Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Така Бог ги создал на почетокот Јадам и Ева. Но после падот во грев, значи, тој неракотворен храм сега сака да го направи, односно, ракотворниот храм сака да го направи неракотворен. Значи, тоа е тоа наново раѓање, во кое што ние немаме учество. Ние сме Божје дело, комплетно создадени, значи Бог кога создава од нас значи, ново создание, создава создание за добри дела.
за ништо друго. Че Бог има целосна контрола над процесот на праведност. Тој дел, значи, до крштевањето е всушност го нарекуваме и оправдување. Меѓутоа имаме еден друг дел, потоа растањето во духот, така наречено посветување. Чие дело е посветувањето? Знаете, порано, јас така бев учен, лично, дека да, ние треба нормално се каеме за нашите гревови и Бог не оправдува, меѓутоа потоа имаме и ние свој удел. Меѓутоа ќе видиме од многу примери, поготово во вториот дел од оваа проповед, значи следната сабота, дека кога ние ќе замешаме наши прсти, наши раце, и обично правиме карма каша. Ќе расипаме се. Еве што вели значи Елен Вајт во Христови очигледни полуки, односно Христови параболи, коментирајќи на овој стих, односно не знам дали баш коментарот е на овој стих, меѓутоа кога се употребува зборот дело, негово дело сме, стои, значи, во грчкиот станува збор за ткаенина, производ. И еве што запишал Елен Вајт во Христови параболи. Само покривалото што ни го подарува Христос може да стори да се појавиме во Божие присуство. Со тоа покривало, со таа облека, значи таа ткаенина, на својата праведност, Христос сака да покрие секоја покајничка и верна душа. Што е тоа оправдување? Тој кажува, те советувам да си купиш од мене бела облека, за да се облечиш и да не се открие срамот на твојата голотија. Таа облека, искаена на небесниот разбој, нема во себе ниту една нишка на човечка заслуга. Еве го Евангелието што го проповедал Павле. Вечното, единствено Евангелие. Ниту една нишка на човечка заслуга. Христос во човечка лика изградил совршен карактер и истиот карактер тој ни го нуди и нам. И сега забележете овој наш дел, кој што обично ние го правиме. Така сите станавме нечисти, а сета наша правда како извалкана облека. Исаја 6.4.6. Се што можеме да сториме ние самите е извалкано со грев. Че ние, кога нешто ќе земеме да правиме, нешто да, како Авраам сакал да му помогне на Бога, ние ќе расипеме. Секогаш е така, значи кога станува збор за спасението. Значи подалеку рацете. Дури самиот крст, пазите, ако зборуваме за крстот, што значи крстот? Вели, ние самите треба да се раснеме, да бидеме распнати, да го раснеме своето јас заедно со Христа на крстот. Што значи? Можете вие нешто со рацете, нешто можете да допринесете во тоа спасение? Не, самиот Исус кога висел на крстот, се сеќавате какви зборови му били упатувани? Па спасуваш други, ај сега да ти видиме спаси се сам. Дали го забележувате изразот? Спаси се сам. Единствен начин. Исус се моли во Гециманија, Господе, има ли друг начин? Со други зборови, нели? Ако може да ме одмине оваа чаша, има ли друг начин? Но сепак нека биде твоја волја. Факт е дека нема друг начин на спасение освен преку крстот. А самиот крст е символ на оправдување со вера. Исус можел да се спаси сам. Можел да се симне од крстот. Кој можел да го спречи? Ама ако го сторил тоа, нити ќе имало спасение за нас, за целото човештво, ниту пак ќе го проповедал Евангелието, за кое што еве, нели, Павле и останатите многу жестоко се расправале во тие први години после Христа. Немате оправдување со вера ако може да се спасите без крстот. А кога сте приковани на крст, вашите раце се приковани едноставно, не можете ништо со нив. Спомнавме, не само оправдувањето, и посветувањето е то целосно Божие дело. Еве во Ефесијаните отвараме во 5 глава, Ефесијаните 25 и 26. Оној дел каде што се зборува за Христовата невеста, за неговата црква. Што велат овие стихови? Мажи, любете ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, еве го крстот, за да ја освети.
очистувајќи ја во водното капење на Словото. И да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ниту брчка, или што и да е слично, за да биде света и непорочна. Кој го врши осветувањето, посветувањето овде? Христос. За да ја освети, чистејќи ја преку Словото. Или еве уште еден стих, Евреите 10:10. Повторно крстот е овде, во центарот на вниманието, 10:10. Според таа волја, според Божјата волја, осветени сме преку приносот на телото на Исуса Христа еднаш за секогаш. Како сме осветени? Самите имаме некаков удел во нашето посветување? Тоа е Божие дело. Целосно Божие дело. Евреите 13:12. Сличен контекст. Затоа Исус, за да го освети народот преку својата крв, пострада надвор од градската порта на Голгота. Како што напоменавме и кажавме, самиот крст значи без раца. Без наш човечки удел. Да отвориме во Јован 17 глава. Јован 17 глава, од 17 до 19. Јован 17, 17 до 19, она позната Исусова молитва. Што моли Исус од својот Отец? Освети ги во својата вистина. Твоето слово е вистината. Освети ги со Твоето слово, со други зборови. Како што Ти мене ме испрати во светот, така и јас ги испратив во светот. За нив се осветувам себе си, за да бидат и тие осветени во вистината. И самиот Исус се посветувал. На кој начин? Самиот? Со своји заложби? Или не оставил еден совршен пример? Еве да видиме како. Во Лука, што се спомнува во Лука, во втората глава, Лука 2:40. Се кажува за Исус како дете. Еден стих кој што многу кажува. Иако знаете, луѓето знаат да кажат, недостасуваат многу извештаи за тој период од неговиот живот, за неговото детство, за неговата младост. Еве го извештајот. За мене е многу јасен. Лука 2:40. А детето растеше и јакнеше во духот. Не растеше и јакнеше во телото. Нормално сега тој природен раст, како и кај секој дете, како и кај секој човек. Меѓутоа овде се кажува за растење и јакнење во духот, исполнувајќи се со мудрост, и Божјата благодат беше над него. Христос растеше во духот, како што ние треба да растеме во духот во тој процес на посветување. Но како? Јован 14 глава отворете сега. Осум до 11. Овој случај кога Филип му вели, Господи, покажи ни го таткото. А Исус му вели, па толку време сум со вас. И не ме ли позна Филипе? Кој ме видел мене, го видел и таткото. Тогаш како велиш ти, покажи ни го таткото? И сега 10 стих. Но веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ви кажувам, не ги зборувам од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. Ние сме Божие дело, создадени за правење добри дела. Исус бил истиот. Исус се што правил, се што зборувал, не правил ништо од себе. Совршено ни го осликал спасението. Спасението е можно само на тој начин. Не со замешување наши прсти. Верувате ли дека јас сум во таткото и таткото во мене, 11 стих? Ако пак не верувате, заради самите дела верувајте, значи. Самите дела покажуваат, го покажуваат тој однос. И тоа дела, кои што не се мои дела, со други зборови, тоа се дела кои што таткото ги врши преку мене. И еве, мислам дека беше Јован 8 глава. Да, во Јован 8 глава отворете за момент.
28 стих. Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам само од себе, се извинувам, туку дека зборувам оно што таткото ме научи. Еве повторно алудира на крстот и повторно вели јас ништо не правам само од себе, туку тоа го прави и таткото преку мене. Еден совршен пример. И сега ќе речеме, мора да има некој наш дел. Како може? Па да, нашиот дел, знаете ли кој е? Може ли со сила Бог да ве спаси, ако вие не сакате? Јас сум разговарал со еден наш брат, кој што, за жал, ја му кажав дека се почето се дружи со едни други, значи од една друга деноминација, па затоа и преовладува веројатно и тоа мислење веќе во неговите размислувања. Тој тврдеше дека сите ќе бидат спасени. Ти сакаш, не и ќе се спасиш. Демек, ете, Бог со сила, не знам, ќе те натера. Кој е нашиот дел? Елен Вајд вели многу мал, ама без него, дури се моќен од Бог е немоќен. Да прочитаме. Но Божиот син се јави да ги отстрани гревовите, а во него нема грев. Гревот е опишен како беззаконие. Во 1 Јованово 3:5-4. Христос бил послушен кон сите барања на законот. Самиот за себе рекол, мило ми е Господи да исполнувам Твојата волја. Јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. Доека бил на земјата, тој им рекол на своите ученици, јас ги одржав заповедите на мојот Отец. Јован 15:10. Со својата совршена послушност, Христос на секое човечко суштество му возможил да ги слуша Божите, да ги послуша, значи да може да ги држи Божите заповеди. Кога ќе му се покориме на Христа? Ево го нашиот дел. И знаете, кога некој ќе каже спасението е тешко, и тој исказ е точен, меѓутоа е исказот дека спасението е лесно и тој исказ е точен. Зависи од кој ангел гледаме. Па лесен е кога, како спасението не е лесно, кога ја не мора ништо да правам. Тоа е без мој удел, тоа е тотално Божие дело, целосно Божие дело. Видовме оправдувањето, посветувањето е Божие дело. Меѓутоа, од друга страна, Елен Вајд ќе каже, и тоа е факт, не мора Елен Вајд да не го каже, ако имаат против оние кои што ќе не гледаат, дека најтешкото на човека му е да му ја предаде волјата на Отецот. Тоа е најтешкиот дел. Значи да се оно што ќе го прави Господ во вашиот живот, вие да викате амин. Амин. Значи така нека биде Господ. Тоа е најтешкото. Од тој агол ако гледаме, спасението е тешко. Ама зошто е тешко? Заради самите нас. Заради нашата, значи, непослушна волја. Ако погледнете од друг агол, е толку лесно спасението. Ни само треба да му се предадеме. Значи, кога ќе му се покориме на Христа, срцето се соединува со неговото срце. Чувствата, значи, со неговите чувства. Волјата се слева со неговата волја, умот станува едно со неговиот ум. Значи, размислуваме како што тој размислува, мислите му се покоруваат нему и ние го живееме неговиот живот. Тоа значи да сме облечени во облеката на неговата праведност. И тогаш кога Господ не гледа нас, не ја гледа престилката од смоквини лисја, не гледа на нашите заложби, на она што ние сме постигнали и направиле. Не, затоа што престилката од смоквини лисја се собствените дела, само праведност. Туку, значи, и не ја гледа голотијата или започеността на гревот, туку облеката на неговата праведност, со која е означена совршената послушност кон Господовиот закон. Која што пак совршена послушност кон Господовиот закон ја имал Исус и само Исус. И само преку Него, дали треба да се подсетиме на Римјаните 8 глава, преку Него, ако сме во Него, ние можеме да го исполниме законот. Ова има да ни каже само едно. Значи, овој наш дел, кој што кажавме е најтешкиот. Има една совршена илустрација во Библијата која што ќе ни каже што всушност ние треба да бидеме.
Ние треба да бидеме глина. Глина во рацете на грнчарот. И гледате, глината, грнчарот кај ќе ја стисне, ќе ја стисне. Што може глината? Она вика амин. Кај ќе ја замазни грнчарот, тоа е. Нема друго. Амин. Потоа знаете како, за да се добие оној финален производ грнчарот, за да добие, значи, произведе некој сад, ако сте читале, ќе видите дека оние внатрешни скриени воздушни мелови кои што може да се најдат во глината, па ја тепа малку со претходно, значи во подготовката на глината со чекан глината, и таа не се опира, вика амин. Па кога доаѓа оној процес на печење на глината, знаете доколку се задржат, ако ги има тие воздушни мелови, внатре ќе пукне садот. Нема да излезе да се произведе оној сад кој што... Еве да отвориме вака, Исаија 64 глава 8 стих. Исаија 64 глава 8 стих. Овој стих не вели, па сепак наш татко си, о Господи, ние сме глина, а ти си нашиот грнчар, сите ние сме дело на твоите раци. А во второ послание до Тимотеј, 2.21, второ послание до Тимотеј, 2.21, и така, ако некој се очисти од овие, од неправдите, погоре, значи, спомнати, ќе биде сад за честна употреба, осветен, полезен на домакинот и приготвен за секое добро дело. Нашиот грнчар од нас како глина сака да направи сад за честна употреба, приготвен за секое добро дело. И сега во тој процес, ние како глина, сепак не сме буквално глина, онаа глина што ќе ја најдете по редиштата, туку ние сме суштества на кои што Бог ни дал слободна волја. Чи кажавме какви треба да бидеме, значи, постојано да му ја предаваме нашата волја на Господа, да викаме амин, амин, амин на се она што тој замислил да го прави од нас, а неговата цел е да направи сад за честна употреба. И сега ние можеме да му се спротиставиме. И то често пати се случува, па затоа и потребно е кршење. Еремија 18 глава, да се подсетиме на онаа сцена на грнчарот. Каде бил пратен Еремија? Во куќата на грнчарот. И што видел таму? Еремија 18 глава, 3 и 4 стих. И така слегов во грнчаровата куќа, токму работеше на грнчарското колце. И штом ке се расипеше во грнчаровата рака садот, што би го направил од глина, тој пак правеше од неа друг. Како што ќе му се свидеше на грнчарот да направи? И ова не е лесно. Вие треба да видите глина и едноставно да целосно му се предадете на грнчарот во рацете и да тој ве обликува како што тој сака, како што на него му се свиди. Не како што вие сака. Што е тоа? Предавање во Христови раце, во Божи раце. Господе, Твоја волја нека биде. Тоа е единствениот наш дел. Останатото е Божие дело. Спасението е дар. Целосно негово дело. Евреите 9.11. И фала му на Бога што не се откажува. Не ја фрла глината. Тој е упорен и сака да направи од таа глина сад за честна употреба. Туку упорен и понатаму од таа глина, значи оди до крај се додека не го направи тој сад. Нормално, ако сега глината е толку непослушна, во преносна смисла, нели? Тоа сме ние. Ако не паднете на каменот и не се скршите, тогаш спротивното се случува.
Значи, Евреите, рековме 9:11. Што вели овој стих? А Христос, откако се појави како правосвещеник на идните добра и влезе низ поголем и посовршен шатор, што не е направен со рака, односно кој не е од ова создавање. Каде влезе Христос? Кај се наоѓа Христос денеска? Светиот, нашиот правосвещеник, моментално во светињата на светињите, во најсветиот дел од светињата, од небесниот шатор, кој што е ракотворен или неракотворен? Неракотворен, односно Божје дело, направено од Бога. И сега го отвориме во Дела 7:48, ќе сватиме една многу битна вистина. 7:48. А Севишниот не живее во ракотворни храмови. Христос влезе во неракотворниот. Христос влезе и во храмот во Ерусалим, но што направи? Ги избрка сите надвор. Сакаше да направи чистење, храмот го претворите во ајдучка пештера. Севишниот не живее во ракотворен храм. Што значи? Ако ние се обидуваме со своји раце да направиме храм, мислејќи на себе, значи, тогаш Севишниот нема да влезе таму. Тој влегува само во неракотворен храм. Значи, целиот оној процес да не го повторуваме. Христос е оној кој што сака да направи од нас тоа што тој всушност им го предочил и на фарисеите. За 3 дена, па некоја се случува дури за 3 дена и во животот на еден човек. За 3 дена се случуваат обратување, па за еден ден, во еден ден 3000 души Петар крштел. Силата на Духот Свети навистина е некојаш не објаснива. Како ветер. Нити го гледаш од кај дува, нити на кај дува. Значи, сака да го разруши, тој е наш ракотворен храм и од него да изгради нов неракотворен, затоа што само во него може да пребива Севишниот. Значи, целиот овој процес на оправдување, посветување е долу рацете, без раце, без наше учество. Го видовме и нашиот дел. А ќе видиме следната сабота, преку многу поучни примери од Библијата, уште еднаш дека нашето спасение е без раце. И преку примерот на Луцифер, кој што прв ја го прикажал оној начин на само спасение, спасување со своји дела, тој сакал да биде како Севишниот, да ја подседнал. Ама на кој начин? Самиот да стигне до тоа нешто, значи да биде свет без Божја помош. Ќе видиме преку примерот на Аврам, преку примерот на Уза, преку примерот на Навуходоносор, преку примерот на Ева и Адам и повторно преку нашиот најсовршен пример, Христос. За тоа следниот пат. Нека му е слава на Бога што спасението е само на ваков начин, никаков поинаков. Слава на Бога уште еднаш. Амин.